Еднаш одиме во Велес, колегата Петар Печков не очекува таму, на градскиот пазар, колку македонската почва е погодна за органско производство. Петар, добро утро. Добро утро, Ване. Со оглед на тоа што ово утро се наоѓаме на градскиот пазар, а соговорникот е сам на тезгите, има муштери, јас би го повикал да дојде, се извинувам. Лазе, ќе може? Јас се извинувам на гледачите. Лазе, добро утро. Јас се извинувам што ви одземам од времето и од купувачите. Разговараме за органското производство. Вие произведувате мароли, домати и шеќерац, она царевката, пченката. Да, се успева ли да се изработи органско производство во Македонија, а да биде достапно до купувачите? Па да, значи може да се успее, не е проблем и да биде исто достапно до купувачите. Сега само тоа што кај нас во Македонија не прават разлика уврска со цените, пример муштериите, луѓето во држава, сите гледаат цената, не гледаат дали органско или малку е тешко да го пробиеш тоа, како да кажам. Нели, мора да има тоа, пошто е потешко за производство све, повеќе влог има, повеќе внимание и треба да има поголема цена. А кај нас тоа малку е потешко одат тие работи. Така да. Еве, например, оваа марула е органско производство. Зошто не обележите да знаат дека е такво производство, за да може и да ја бараат да купуваат? Па не знам, например, и да обележиме, нема многу луѓе тоа, него овде кај нас, особено во Велес, во овој дел од државава, тие работи не ги ценат многу луѓето. Но вашите производи завршуваат и на пазарите во Скопје, дали можеби ситуацијата таму е поинаква? Па таму малку е подруго е во Скопје. Луѓето таму повеќе ги разбираат тие работи, повеќе си бараат квалитетно, си плаќаат и поскапо нормално. Секој сака да се храни здраво, пример, нели? И така да таму е малку подруго. Кај нас овде во дел од Македонија особено, тука е некако после скептици луѓето за тие работи, не веруваат. Да потенцираме дека вашето производство е во здрава и чиста еколошка средина. Каде се наоѓа тоа? Во средината на Овче поле, Джиматово. Само одгледувате или имате помош од фамилијата? Не, сами сме фамилиарно, јас, сопругата и тука си татко ми, мајка ми, они помагаат. Но еве денес сте сам на пазаров, успевате ли да се снајдете? Па ќе се снајдеме сега, нема многу нешто посебно роба, нема многу така. Пошто купувачи има, ама послабо со роба, не е проблем, се сноѓаме. Нема патлиџа, нема крставица, тие шеќерацот заврши тие работи, сега се сноѓаме, не е проблем. Што имате овој период од вашето производство, на што нудите? Овој период имаме, значи, марула, сега ќе почнеме со ајсберг марула, зелката ја завршуваме, значи имаме патлиџан, ќе имаме до јануар месец исто имаме патлиџан и тие 3-4 реколти. Да. Лаза, јас ви благодарам што бевте гостин, се извинувам што ви одзевавме време, некој купувач може замина, ви посакувам успешна работа и што поголемо органско производство. Фала ви на вас. Да, тоа беше Лазе Анастасов од Ерџелија, кој што дел од неговото производство го продава овде на Велешки пазар, неговото органско производство. Слушавме каков е интересот на купувачите, незначителен, нема многу интерес да се бара тоа органско производство, можеби во другите градови и поинаку. Ване? Благодариме, Петар, за надоврзувањето на темата.